Благодарам, председателе. Повторно процедуралното е за нещо што се случуваше во претходниот продолжеток на оваа седница, односно во вашата намера, она што е една од алатките на опозицијата, па и на сите пратеници, а тоа е поставувањето на пратенички прашања, да ја подзаскриете, да ја одложите, да ја покриете со други настани, имено преседан. Ова е навистина преседан да нова седница се одложи, односно се смени решението, затоа што согласно деловник, согласно член 67, став 4, седница на собранието се одржува во време од 11 до 18 часот, со пауза од 1 час и така натаму. И вие тоа го знаете, затоа што многу пати сме зборувале зошто почетокот или терминот на некоја седница е 11, вашиот одговор бил дека е нова седница и мора да почне во 11 часот. Втора работа. Членот 39 став 1 вели: за поставување на пратенички прашања се свикува посебна седница последниот четврток во месецот. Последниот четврток на месецот е денес, 11 часот е моментот или терминот кога ова требаше да се случи и да почне. Вашата цел од ова што го правите е да се обструираат пратеничките прашања, да не се изнесат на јавноста сите интриги и сомневања кои ги имаат граѓаните за високи функционери од власта и од владата. И се прашувам која е цената и зошто го правите ова од вчера. Значи, влезени сте во планот да го наелектризирате собранието, да има тензии, препукувања, намерно ја водите седницата на рап на инцидент. Ваков преседан со пратенички прашања немало и вие сте пионер, иноватор во кршење на деловникот. Не разбирам, еве, сега јас ќе ви давам предлог. Доколку сакате да го завршите ова за што денеска се собравте тука и сакате да глорифицирате, имено се чудам цела влада дојдена да разрешува своји колеги кои до вчера биле во владата. И доколку навистина сакате да го завршите тоа, имате можност да го направите. Закажете ја седницата во 19 часот, тоа деловнички можете и нема проблем да се направи. Да продолжиме со седницата, гласајте, дискутирајте, пријавувајте се за точките, ама не го кршите деловникот, затоа што вака целта ви е со ова што сега сакате да го направите, да ги поклопите пратеничките прашања. Верувајте, нема да успеете она што сака да го слушне јавноста и она што треба да ве прашаме да го скриете. Може би денеска со некоја ситна финта ќе успеете, ама на подолг временски период или на среден, верувајте дека нема да успеете.